По неколку дневна суспензија на шоуто Џими Кимел во живо, Дизни објави дека емисијата ќе се врати во етер. Суспензијата беше воведена откако комичарот Џими Кимел даде спорни коментари за влијателниот конзервативец Чарли Кирк, што доведе до закани од Американскиот федерален регулатор за одземање на лиценцата на АБЦ. Разговаравме сериозно со Џими и донесовме одлука шоуто да се врати, соопшти Дизни. Случајот предизвика голема дебата околу слободата на говор. Председателот Доналд Трамп ја поздрави суспензијата на Кимел, но не го прокоментира неговото враќање. Федералната комисија за комуникации, предводена од Брендан Кар, инаку назначен од председателот Трамп, најави дека ќе ги разгледа мерките против АБЦ и Дизни, што критичарите го оценија како обид за цензура и политички притисок. Чарли Шин, некогаш најплатениот актер на американската телевизија, се врати во центарот на вниманието по шокантното интервју за австралиската емисија 60 минути. Таму додека ја промовираше својата автобиографија, книгата за Шин и документарецот на Netflix, тој отворено зборуваше за најтемните моменти од своето минато. Шин откри дека во времето кога неговата зависност била на врвот, дури и останал без дрога, бидејќи мексиканскиот картел престанал да го снабдува. Никогаш не виделе некој да зема толку многу. Мислеа дека препродавам на страна, па едноставно ми исклучија, рече актерот, изненадувајќи ја дури и новинарката Амелија Адамс. Македонската филмска критичарка Марина Костова е избрана за потпредседателка на Меѓународната федерација на филмски критичари ФИПРЕСЦИ. Ова е првпат во 100 годишната историја на ФИПРЕСЦИ, филмски критичар од Македонија, да биде избран во раководството на една од најстарите професионални организации во светот, што обединува здруженија на филмски критичари од 90 земји на сите континенти. Изборот на новото раководство со 4 годишен мандат беше на Генералното собрание во Будипешта, Унгарија, на 17 и 18 септември. За нов председател на ФИПРЕСЦИ е избран Ахмед Шауки од Египет, а покрај Костова за потпредседател ќе се избрани и Паула Касила од Италија и Елена Рубашевскаја од Украина. Оваа функција ја сваќам како огромна чест не само за мене лично, туку особено за нашата македонска секција на ФИПРЕСЦИ, која иако една од најмалите е особено активна во жиријата на бројни филмски фестивали во светот. Почнуваме нова ера на ФИПРЕСЦИ со прекрасен и посветен тим и радосна и горда сум што и нашата мала секција ќе биде тука. Како потпредседателка на ФИПРЕСЦИ ќе работам на враќање на почита и поддршката за независната филмска критика. Со 100 години историја, ФИПРЕСЦИ има уникатно и моќно наследство, а мојата активност ќе биде за развивање иницијативи што ќе ја користат оваа платформа за застапување на нашата професија. Особено ќе се ангажирам за создавање партнерства меѓу ФИПРЕСЦИ и нејзините национални секции, посебно со малите како нашата во Македонија. Заедно можеме да ја зајакнеме соработката со фестивалите, да соработуваме со засегнатите страни од филмската индустрија и да ја потврдиме неопходната улога на критичките гласови во филмската уметност, изјави Костова. Денеска од 18 часот и 30 минути во Македонскиот културно-информативен центар во Софија ќе се одржи концертот на триото музичари Пијано трио, составено од Татјана Петрушевска на обоа, Маријан Милошевски на фагот и Петар Макариевски на пијано. Македонските музичари во Софија ќе исполнат композиции од Начевски, Велковска, Николовски, Петровски и Николовски ѓумар.
Пијано трио е составено од Татјана Петрушевска-Караскаковска, прва обуа во оркестерот на Националната опера и балет, Маријан Милошевски, прв фагот во оркестерот на Националната опера и балет и професор по фагот на Факултетот за музички уметности, Петар Макариевски пијано, уметнички соработник при Факултетот за драмски уметности. Ова трио ги здружи своите сили во 2014 година. Сите остварени и потврдени уметници со своите инструменти, потикнати од желба за истражување на нови композиции и зголемување на својот репертуар, формира асамбл, сметајќи дека постоење на камерни асамбли од секаков вид е потребно и полезно за музичарите од аспект на соработка, зголемување на репертуар, изведба на дела кои не се само за соло инструмент, туку во соработка со други инструменти.